Летото е пред нас. Сезоната на летни одмори и подолги престои во природа е отворена. Климатизирањето на домовите и работните простории е секојдневие, а се уште актуелни се и алергиите. Како да се заштитиме од заканите по нашето здравје во летниот период, посебно кога се престојува во природа? Вегетацијата е бујна. Почнува сезоната на размножување и развој на крлежите, посебно микрокрлежите, кои просто не сме ни свесни додека трчат дечињата, знаат да се закачат по патеките, по чорапите и потоа да идат на меките делови од ножињата и да направат пакос. И што е најлошо, веќе сме сведоци на 2-3 случаи во Штип и Штипско, дека веќе имаме угриз од влекачи, дали е змија или смок или гуштер, мислам. Внимателно и кога се изложуваме на сонце, и тоа не само на плажа или базен, штетните сончеви зраци веќе предизвикуваат здравствени проблеми кај граѓаните. Заштитете ја главата од сонце и избегнувајте предстој на отворено во најтоплиот период од денот. Лекарите потсетуваат и дека секое излагање на директно сонце подолго од 15 минути е потенцијален здравствен ризик. Подолго излагање на ова сонце е исто ризично повеќе од 15-20 минути, бидејќи може да добие изгореници од прв и втор степен, посебно оние кои одат на излетнички места и првото сооблекување знае да биде доста ризично. Климатизирањето на домовите и работните простории е неопходно, но за добро здравје не се препорачува ладење на просториите на температура повеќе од 10 степени пониска од надворешната. Потребно е редовно чистење на климатизерите како не би биле извор на инфекции и штетни микроорганизми во воздухот и секако избегнување на нагло и директно ладење пред клима уред.